Почитувани гледачи, добра вечер. 17:10 ново издание на емисијата Ваш термин. Секако се дружиме заедно со мене како ваш домаќин и денешната докторка која што е одговорна за денешната тема за која што ќе говориме во денешното издание на Ваш термин. И се надевам дека и денес ќе бидете до крај со нас, ќе ви го одвлечеме вниманието, ќе искомуницираме ако имате некои прашања во однос на денешната тема и секако денешната докторка ќе се обиде да ви посочи некои совети и одговори на оние ваши прашања кои што ќе ги поставите. Значи веднаш ќе најавам веќе со мене во студиото денешен гостин е доктор Наташа Николова која што е специјалист гинеколог и доаѓа од Промедика Medical Center. И се надевам дека на денешната тема, која што ќе биде HPV вирус, ќе ви даде многу информации за оние кои што сакаат да знаат што повеќе за оваа тема. Меѓутоа, пред да започнеме со разговорот и пред да поздравам доктор Наташа, би сакала од режија да го пуштат првин прилогот кој што е подготвен на оваа тема, а потоа ќе се вратиме во студиото да го започнеме разговорот. Македонија е на второ место во Европа по заболеност од рак на грлото на матка. Цервикалниот карцином, кој го предизвикува HPV вирусот и кој е една од најризичните негови форми, е се почесто присутен кај македонските пациенти, а годишно од HPV вирус заболуваат од 4 до 5000 пациенти. Последиците од хуманиот папилома вирус најчесто кај младите жени се привремени и немаат долгорочно значење. 70% од инфекции со вирусот ги снемува во тек на 1 година, а 90% во тек на 2 години. И секако дека тука најголема улога има способноста на организмот да се справува со инфекциите, односно имунитетот. Постојат повеќе од 150 типа на HPV, но сите не се полово преносливи. Друг збор за брадавица е папилома, а верувале или не, обичните брадавици што се појавуваат на нозете и на рацете се последица на некој HPV вирус. За среќа, овие типови не се шират така лесно, нити се поврзуваат со ракот. Но околу 40 типа HPV се сексуално преносливи. Некои од нив предизвикуваат генитални брадавици, а некои се канцерогени. Два типа се посебно опасни, 16 и 18, бидејќи предизвикуваат 70% од сите случаи на рак на грлото на матката, додека 16 предизвикува и 85% од анални тумори. ПАП тестот може да ги открие како предканцерозните, така и канцерозните промени на клетките од грлото на матката. Редовните ПАП тестови, а по потреба и лекувањето на предканцерозните промени на грлото на матката предизвикани од HPV, допринесуваат да не се развие животно загрозувачки рак на грлото на матката. HPV е вирус, а за тоа нема лек. На нашиот имунолошки систем задача му е да го потисне. Во повеќето случаи имунитетот го надвладува вирусот, па тој не предизвикува штета. Но научниците не знаат дали во тие случаи вирусот е елиминиран од телото или неговото присуство е намалено до ниво до кое не може да се открие. Со помош на скрининг, ПАП тестот или цитолошка анализа, биопсија, се прави рано откривање на абнормални клетки кои може да се развијат во рак. Ако абнормалните клетки се најдат, жените треба да направат колпоскопија. За време на колпоскопската инспекција може да се направи биопсија на абнормалните области. Истите може да се отстранат со едноставна процедура. Лекување на абнормалните клетки на овој начин може да го спречи развивањето на рак на грлото на матката. Од прилогот кој што можете да го проследите, можете накусо да добиете некои информации околу HPV вирусот, меѓутоа за сите оние подетални одговори ќе поразговараме во понатамошниот тек на емисијата со доктор Наташа Николова, што еднаш ќе потенцираме од Промедика Medical Center. Доктор Наташа, добре дојдовте во Ваш термин и ТВ Сонце. Добро ве најдов. Добро вечер за вашите гледачи. Так.
кажав што ќе биде темата, одлучивме да говориме на оваа тема, за жал, заради тоа што навистина е се почест и поголем бројот на пациентки, односно на женскиот пол, кои што имаат HPV инфекции, па за жал дури и канцер на матката. Ајде првим да ни објасните вие што значи HPV инфекција или HPV вирус. HPV е кретеница од хуман папилома вирус. Вирус кој што ги напаѓа слузокожата и кожата кај човекот. За жал одговорни за во голем процент за карциноми кои што се појавуваат на гениталии, на устна шуплина и анус. Постојат некаде детектирани се до сега некаде околу 100 типа на хуман папилома вирус, кои што се генерално поделени во две големи групи на нискоризични и високоризични HPV-а, со тоа што одреден дел од овие HPV вируси имаат и секако своји подтипови. Нискоризичните HPV вируси се најчесто одговорни за оние веруки кои што се појавуваат и кои што се многу чести пред се во детска возраст по кожата кај децата. Во однос на појава ако се појават на гениталии, тогаш се нарекуваат кондиломи, кои што по својот изглед може да бидат шилести или пак на широка основа, округли, или пак така наречен флет кондилом може да се појават. Однос на високоризичните HPV-а, тие не даваат некои естетски промени, меѓутоа на жалост се одговорни за појавата на карциномите. Од секојдневната ваша практика, колку е чест HPV вирусот, појавата на HPV вирусот кај жените? Одлично прашање, затоа што веќе ни секојдневната работа приметуваме дека претсека ова адолесцентна популација и тоа како е често. Значи веќе можеби кај секоја втора девојка или кај секоја веќе се појавува таа HPV инфекција. Она што треба да го направат сите девојки помлада, збориме за помлада популација која што почнала со сексуални активности, сепак најдоцна до година дена од почетокот на сексуалната активност да се јави кај својот гинеколог, или ако и воопшто нема започнато со сексуална активност, значи до 21-та година секако мора да се појави кај својот гинеколог за да се направат потребни испитувања. Нормално кај постарата популација си останува еднаш во годината оние рутински контролни прегледи. Така. Како се добива HPV вирус? HPV инфекцијата се добива преку сексуален однос. Дали е само исклучиво преку сексуален однос или постојат и други? Постои една мала варијанта, еден мал процент кога може да се добие преку козметички салони, затоа што е откриено дека кај козметичарките постои на врвот од прстите. Значи треба внимателно при некакви третмани кои се прават, сепак тоа да биде фино проверено, каде се оди, како се оди. Меѓутоа генерално е преку сексуална активност. И незаштитен сексуален однос. Значи потенцирам незаштитен сексуален однос затоа што кондомот како игра огромна улога во заштитата. Кои се знаците или симптомите на HPV? Постојат ли такви знаци и симптоми или пак е асимптоматска HPV инфекцијата? Тука е таа подмолност на HPV вирусот кој што во принцип не дава симптоми. Нискоризичните спомнав дека ќе дадат значи промени во вид на кондиломи, збориме сега за гениталните инфекции со HPV вирус. Меѓутоа високоризичните не даваат никаква промена. Така да затоа се тие и повторно ќе апелирам и ќе кажам дека тие задолжителни прегледи еднаш во годината за да се откријат. Значи единствена детекција која што може да се фати било каква промена или инфекција е со преку правење на цитологија, односно на тој пап тест или пак тоа може да биде цитоскрин. Техника да се види, значи дали пошто она што го прават, они прават промена на клетка. Кога ќе се земе примерок од епителните клетки и тоа ќе се прати на цитологија, цитологот и како ќе види дали ќе има некаква промена или нема. Во зависност од тоа што ќе се појави на цитологија, понатаму нормално следуваат сите прегледи или постапки. Така, значи дијагнозата оди само преку пап тест. Пап тест. Така. Дали може преку еден обичен преглед гинеколошки да се
како да кажам, да се посомнева еден матичен гинеколог дека нешто се случува уште пред да се направи папа тест и може ли нешто? Може, да. Кога ќе се појави промена на надворешното грло на цервиксот, цервиксот е значи грлото на матката, кога ќе би се појавила некаква колпоскопска слика која што му е суспектна на гинекологот, во тој случај треба да направи и пап тест и секако и колпоскопија. Меѓутоа мора да се внимава на тоа да нема никаква инфекција кај жената, значи прво лекување на било какви, значи земање на микробиолошки брисеви или лекување по симптоматологија и понатаму нормално земање на пап бриз и правење на колпоскопија. Така. Значи кажавме дека дијагностиката е преку оној рутински пап тест, нели што сите жени го прават. Ајде некако сега да почнеме ред по ред да ги објасниме тие промени што се случуваат кога веќе имаме ХПВ вирус, високоризичен и нели оние промени ЦИН1, ЦИН2, ЦИН3. Значи што би значило кога ќе се добие пап тест со ЦИН1 и како се третира? ЦИН2 и како се третира и ЦИН3 како се третира? Малку пошироко да објасним. Самото ЦИН доаѓа, тоа е кретенита од цервикална интраепителијална лезија, неоплазија, се извинувам, која што може да биде градуирана како 1, 2 и 3, во зависност од тоа колкав дел од епителот е зафатен со инфекција од хуман папилома вирусот. Кога ќе се биде зафатена првата третина над базална мембрана, тогаш збориме за ЦИН1. Понатаму, ако бидат зафатени 2/3, тога е ЦИН2 и нормално понатаму ЦИН3 или доколку до нормално ЦА инситу, доколку и дојде до пробивање на таа базална мембрана. Она што е многу битно е дека ХПВ-то, значи не така лесно, пред се да се добие било каква инфекција, со ХПВ треба да постои количина од вирусот, тоа е многу битно, како прва работа, како било кој инфективен агенс. А второ, треба да постои влезна врата. Со оглед на тоа дека кај една здрава цервикс или здрава вагина, кај што епителот здрав и нема никакви оштетувања, влезот на хуман папилома вирусот е малце потежок. Кога постојат некакви оштетувања, било тоа да се механички, било да е можеби секако инфекција со кандида или трихомонас, и кои што и како го потпомагаат ХПВ-то, многу е лесно да ХПВ-то да стигне до тој базален дел и да почне со својата работа, функција. Така да, со оние редовни контроли кои што би се правеле и на цитологија, ние ќе добиеме резултат кој што би бил ЦИН1, ЦИН2 или ЦИН3. Последователно на тоа што би требало да правиме. Кај ЦИН1 секогаш е задолжително, значи мора да се направи ХПВ типизација, за да знаеме точно што има и како има кај таа пациентка и да направиме колпоскопија за да видиме дали има некаква промена, дали тоа ХПВ веќе направило некаква промена на надворешното устие. Истото се прави значи кај ЦИН2, доколку утврдиме дека постои високоризично ХПВ, меѓутоа со оглед на тоа дека ние не знаеме што се случува во цервикалниот канал, кај ЦИН2 секогаш по протокол се прави и биопсија и киретажа со цел добивање на материјалот внатре, кој што повторно се праќа на хистопатолошка анализа, за да добиеме точна информација каква е промената внатре. Истото се случува и кај ЦИН3, со тоа што нормално, последователно од каков податок ќе добиеме повратен од патологот, ќе преминеме и кон одредени типови на лекување. Значи, затоа што може на цитологија се случува, и тоа е најчесто така, на цитологија да се случи, да се појави, например, ЦИН2, меѓутоа на после киретажа и биопсија да добиеме дека е ЦИН1. Значи, во тој случај кај пациентката би ја препратиле ние, значи, даваме лекување и ќе кажеме да се врати некаде од 4 до 6 месеци. Значи, најчесто тоа е периодот препораката, меѓутоа може да се случи да биде уште поголема промената, значи никогаш не треба да се подпираме само на папот. Значи тоа е според протокол на работа. Така. Ајде тука ќе побараме од режија да пуштате еден блок реклами, па се враќаме повторно да го продолжиме разговорот.
Промедика Медикал Центар нуди широк спектар на специјалистички услуги. Тимот е составен од стручни лица, подготвени со своето знаење и искуство, да се грижат за вашето здравје и со помош на најсовремена опрема, прецизно да постават дијагноза и да одредат соодветна терапија. Заедно се грижиме за вашето здравје. Промедика Медикал Центар. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Читате Скопско ехо. Бесплатен неделник на македонската метропола. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи, безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Сме повторно назад во студиото, значи за оние кои што подоцна се приклучени во нашиот разговор, да потенцирам само, разговараме со доктор Наташа Николова, специјалист гинеколог на тема ХПВ вирус. И до сега веќе објаснивме значи, што е тоа ХПВ вирус, колку е чест, како се добива, кои се знаците и симптомите, значи високоризични, нискоризични, диагноза. Сега тука би го продолжиле разговорот нели околу тие типови на ХПВ и оние кондиломи кои што се добиваат од нискоризичните ХПВ вируси. И уште еднаш еве тука ќе ги повикам гледачите доколку имаат некое прашање во однос на денешната тема. Секако можат да не побараат нашите познати телефони. Доктор Наташа ќе се обиде да им посочи што и како треба да постапат за да го решат својот проблем. Доктор Наташа, кажавме ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3. Значи објаснивте на некој начин, меѓутоа би сакала вака сега кога станува збор за лекувањето и за третманот на сите овие проблеми кои што се јавуваат од ХПВ вирусите, ајде да почнеме прво од кондиломите, оние кои што се појавуваат од оној нискоризичен тип на ХПВ вирус. Што кога ќе се појават тие кондиломи, што треба да се преземе потоа, значи што се презема, што се препорачува на една пациентка се разбира во третманот на овие кондиломи. Так. Секоја пациентка кога ќе примети треба да се јави веднаш на гинеколог. Да се тоа прегледа прво дали е кондилом или можеби само нејзино сомнение, да се потврди или да се изнегира. И доколку се кондиломи, тие треба веднаш да се третираат. Так.
Нивна непријатна особина е дека многу брзо се множат. Така да би требало да се лесно преносливи, значи заразни. Така да треба да се третираат во однос на нивниот третман. Значи порано се третира со подофилин, меѓутоа во денешно време веќе тоа е повеќе на криотерапија, со електрокаутер или пак лазер третман, отстранувањето нивно или пак доколку се многу проширени, пошто има и такви случаеви, со хируршка интервенција. Значи, кога веќе не може ништо друго да се направи, морат истите да се отстранат хируршки. Мора да се внимава кај трудници, кај кои што и овие ќе се појават, затоа што имунитетот ќе падне или затоа што можеби во меѓувреме некогаш се добил вирусот, морат обавезно да се третираат и да се внимава во однос на спонтано породување, дали ќе има или нема, затоа што и тоа како може да се пренесат на новороденчето. При преминот низ тој вагинален канал. Во однос на доколку постои само ХПВ, пошто претходно зборувавме за ЦИН-1, ЦИН-2 и ЦИН-3, доколку постои само ХПВ инфекција или пак постои ЦИН-1 докажан со хистопатологија ЦИН-1, значи во тој случај и даваме препораки на пациентката во однос на диететско-хигиенски режим, значи да храната биде богата со витамини и минерали, да се малку повеќе користи по сирова храна, нормално сето во прилог на јакнење на имуниот систем, затоа што имуниот систем не е единствениот одговорен за бранење и за чистење нормално на организмот од ХПВ инфекции. Секоја ХПВ инфекција може да биде исчистена, ова мораме да го потенцираме и пациентите ваши да го знаат, значи од 8 до 24 месеци трае тој клиренс, ХПВ клиренс, односно чистење на организмот од вирусот. Така да, она што секоја пациентка треба да го направи е да го ојакне имуниот систем, да му помогне за да истиот може да се избори со ХПВ инфекција. Значи не секој инфекција со високоризичен ХПВ, значи ова мора да го запамтат сите пациенти, не значи по дефолт карцином. Затоа што за да се појави карцином од инфекција, во минимум првично поминуваат многу години, значи потребни се некаде околу 10 години. Така да во тој период се има и tekako долго време за да се ојакне имуниот систем и организмот да самиот се одбране. Она што првото секогаш го препорачувам, а и нормално според светските водачи во медицината, е прекинување со пушењето. Затоа што никотинот е докажано дека прави проблем и тоа е првиот совет кој што го даваме до пациентките и нормално понатаму примање на дополнителна витаминска терапија за јакнење на имуниот систем, да се очисти, да нема никаков, значи да биде тоа една здрава, силна вагина, затоа што во принцип само во тој случај би можела и самата да ја помогне менејза за да може да се очисти ХПВ-то. Значи понатаму пациентката колку што може себе си да се заштити од стрес, односно делувањето на кортизолот и адреналинот како стрес хормони кои што сите знаеме како делуваат на имуниот систем. Така да сите овие совети пациентките само треба да не слушаат нас гинеколозите упатствата кои што им ги даваме и ќе биде во ред. Меѓутоа, доктор Наташа, во практика често пати нели слушајки од мои блиски пријателки или така натаму се случува да една жена, значи има нормален ХПВ тест и за една година и доаѓа тест дека има ЦИН-2 или ЦИН-3. Како е можно тоа и што би можело тука да се случи? Можно ли е толку брзо да каде се тука пропустите? Повеќе може да бидат причините во ваков случај. Може да биде во меѓувреме пациентката да се инфицирала, да паднала имунитетот. Може толку брзо за една година да се развие до ЦИН-3 од воопшто да нема ХПВ вирус? Ако е сплетот на околности таков, значи ако постои можеби кандида, трихомоназ во комбинација, пациентката е пушач, не спиела, пошто спиењето има влијание, стресен живот,
можеби еве ќе се вратам малце ситуацијата, можеби вината и кај нас, меѓутоа многу ретко се случува тоа, значи лошовиден пап, лошоземен пап, значи сите тие работи може да се случи, меѓутоа тоа е исклучително ретко, значи како варијанта постои исклучително ретко. Кога станува збор за кондиломите, ме интересира, бидејќи никако не се доискажавме. Велите дека треба да се третираат, ќе се истретираат. Повторно можат да се појават или повторно и тука треба нешто да се, како да кажем, сугерира на пациентката да поработи на својот имунитет? Значи, во било какво присуство на ХПВ инфекција, на имунитетот мора да се работи, затоа што тие бредавици можат и спонтано да исчезнат доколку организмот сам се избори со вирусот. Меѓутоа, без разлика и да биде пациентката подложена на третман и тие во тој третман може би се излекувале, меѓутоа може да се појават повторно за 2 до 3 недели од проста причина што вирусот е се уште таму и можат повторно да се појават. Така да ако не се појават, например, 2-3 години, можат повторно пак да се појават или пак може вирусот да исчезне во меѓувреме? Може да биде и целосно исчестен вирусот во меѓувреме, да, затоа што нели го спомнавме дека за тој ХПВ клиренс може да бидат исчистени, меѓутоа понекогаш постои варијанта дека можеби таа инфекција само организмот ја ставил малку под контрола, значи тоа ХПВ инфекцијата, меѓутоа на првиот момент кога ќе падне имунитетот, таа повторно може да пукне. Така да повторно останува на тоа јакнење на имун систем и било каква промена ако се примети да пациентката се јави на гинеколог. ЦИН-2, тоа е веќе нешто што води веќе кон поголеми промени. Што се презема во тој случај? Дали се презема на чистење на грлото на матката? И кај ЦИН-1, значи како третман може да дојде во предвид ласер вапоризација. Кај ЦИН-2 веќе значи истото, повторно може лед, луп како техники со помош на струја, значи да се искористат или cold knife конизација, така да постојат значи повеќе опции во однос на лекувањето на ЦИН-2. Сето тоа зависи од тоа колкава е длабочината на инфекцијата. Значи, а тоа ќе ни го секако ќе ни го каже од претходно од биопсијата и киретажата која што ќе биде направена. Затоа е задолжителна. ЦИНO-3 на ист принцип се лекува? ЦИНO-3 истиот принцип на лекување е да со тоа што многу е битно конизатот кој што ќе биде изваден да биде промената во здраво, затоа што било каква промена повторно во болно ткиво може да биде компликација. Кога станува збор за ЦИН-1, ЦИН-2 и ЦИН-3, бидејќи посочивте дека некако младата популација е таа која што во денешно време, кажавте, секоја втора девојка има ХПВ инфекција. Подложна е затоа што тоа се девојки кои што немаат имунитет, кои што прв пат доаѓаат во контакт со вирусот и нормално е кај нив малку повеќе да биде, значи не мораме да имаме веднаш промена. Меѓутоа вирусот би бил присутен. Додека пак она повозрасна популација, значи малце поретко се случува затоа што прво ја стекнале веќе имунитет, значи и малку е нормално, поредок е заради веројатно и генерацијски навики. Меѓутоа што ако една девојка преднели да има нели бременост, може ли да наштети за да забремени? ХПВ-то само по себе не делува никако на бременоста и не е контраиндикација, нема никакви проблеми. Не може да предизвика нешто во однос на плодноста или во зачнувањето? Бременоста сама по себе значи дека имунитетот паѓа поради хормоните, меѓутоа само доколку постои само ХПВ инфекција или пак и ЦИН-1 нема ништо драстично да се случи. Меѓутоа доколку имаме ЦИН-2 или ЦИН-3 на цитологија појавена, во тој случај да. Значи прво треба да се третира промената, а после тоа да се планира бременоста. Значи меѓутоа во секој случај од кога тоа ќе се реши, нема никакви потенцијални проблеми во однос на зачнување. Не, никако. Меѓутоа со тоа што во денешно време конизацијата, доколку се направи длабока конизација, може и представува причина можеби за предвремено породување, односно кога бременоста порано ќе заврши од терминот на
од одредениот термин. Меѓутоа, во денешно време, пошто гинеколозите некако сите станаа свесни за тоа, конизатите кога има простор, некогаш и не може, се прават поплитки, така да во принцип немаат никакви проблеми. Кога говоревме пред да влеземе во емисија, кога разговаравме за темата што и како, некако дадовте една констатација која што нели малку е, кога ќе речеме сите ние имаме ХПВ. Дали е точно ова што и вие го констатиравте? Дали можеме така да го кажеме дека навистина ние сите имаме ХПВ, некогаш сме биле во контакт или некако сме го добиле? Да, можно ли е тоа? Да, дури во моментов ако е негативен, тоа не значи дека ХПВ-то не поминало низ организмот на жената. Тоа значи само дека можеби не бил фатен. Така да, веројатно овој современ начин на живење, навики си го носат своето. Јас она првиот впечаток што го добиваме кога пациентката ќе дознае дека има ХПВ, веднаш е паника, страф. Меѓутоа, мојот совет до сите е дека тоа не е ништо толку страшно. Меѓутоа, мора да се оди на гинеколог редовно и да се стави тоа под контрола. Значи, да се применува терапијата која што ќе препише гинекологот и цитологија, значи редовно, односно ПАП тестови да се прават редовни во однос на тоа како ќе направи шемата понатаму гинекологот во договор со него. За таа пациентка е многу битно никогаш да не побегне од тоа наше следење, follow-up. Значи е многу битно пациентката секогаш да ја имаме овде до нас и да можеме секогаш да ја повикаме или таа лесно да дојде до нас, затоа што инфекцијата сама по себе ништо не значи, меѓутоа лекувањето понатаму и целиот незин став во однос на инфекцијата ќе ни каже многу дали ќе имаме компликација или не. Сега во однос на тоа како да се намали ризикот од ХПВ инфекцијата. Вели, ризикот се намалува на неколку начини. Со вакцинирање на мажите и жените. На некој начин, во наводници, сега, секогаш мажите се виновници за ХПВ вирусот, треба ли тие некако да се третираат, бидејќи нели ако се пренесува преку сексуален однос, тогаш значи и тие се заразени. И ако вие се обидувате да се лекувате, значи тие секако секогаш се лекува и машкиот партнер. Значи тоа не смееме да го заборавиме. Кај нив заради целата анатомија, тој клиренс, прочистување од ХПВ-то трае пократко, околу 2 месеци. Добро. Што треба тие да преземат? Исто, хигиенски режим, имунитетот да се појача, храната, значи да се внимава на храната. Во однос на терапија се препорачува испирање на глансот и корпусот од пенисот со 10% бетадине во рок од 2 месеци, нормално пушењето повторно да се остават цигарите, за нормално тој процес да оди многу побрзо и користење на кондом. Значи, не треба да значи дека сексуалниот однос треба да прекине, меѓутоа кондомот мора да се користи за да се прекине таа реинфекција, затоа што ние колку и да ја лекуваме жената, доколку постои постојана инфекција, значи додавање на вирусот од страна на машкиот партнер, во тој случај ништо нема да направиме со жената, значи само ќе го пролонгираме периодот или пак никогаш и нема да успееме да го прочистиме целосно. Затоа е многу битно и машкиот партнер да се лекува. Во однос на вакцината која што ја спомнавте, сега е период дојдовме до едно време во кое што веќе некако можеби вакцините дел од луѓето и ги одбиваат. Јас како представник на медицинската фела стојам за тоа дека вакцините мора да се примаат. Во однос на ХПВ вакцината, таа е малку дискутабилна, дел од гинеколозите се согласуваат, дел од гинеколозите не се согласуваат. Меѓутоа, сепак последните студии покажуваат дека помага. Така да Гардасил 9 се ова можеби малце као реклама доаѓа, меѓутоа тоа е таа фирма која што ја извади 9-валентна вакцина и која што покажува дека и tekako помага, значи се дава кај момчиња и девојчиња кои што не биле во сексуален контакт, значи немале никаква реинфекција, никаква инфекција претходна за да направи имунитет. Со тоа што на последниот конгрес на Европското здружение
за гинеколошка онкологија е утврдено исто дека вакцинација треба да се направи, значи веќе малку ги поместија критериумите дека вакцинација треба да се направи и кај жени кои што има промена ЦИН-2 и ЦИН-3 со цел да самиот процес го вратиме кон ЦИН-1. Така да малку ги променија критериумите кај кои жени веќе смее да се дава и кои не. Добро, но бидејќи многу се говореше за вакцината, таа вакцина не штити од сите типови на ХПВ вирус. Не штити, не. Штити само од 9 типови. Так. Последната варијанта име со 9 типа. Меѓутоа се верува во тоа дека со вкрстени реакции ќе заштити можеби од уште повеќе типови од ХПВ инфекции. Меѓутоа тоа не значи дека ако пациентката се вакцинирала дека она веќе не треба да се појави на гинеколог, значи шансите дека она ќе фати друг тип на ХПВ стојат. Значи кои што се надвор од тие 9 или оние веројатни кои што би биле со вкрстена реакција, така да секогаш мора пациентката да се појави еднаш во годината, било која, значи сите пациенти мора да се појават на гинеколог. Така, добро доктор Наташа, меѓутоа подготвувајќи се нели за разговоров и сум говорела и претходно во други изданија на овие емисии за ХПВ вирусите, значи постојано типовите се менуваат и се зголемуваат. Што би значило тоа? До денес се откриени некаде околу 100 типа. Меѓутоа тие значи се знае третманот кој е кај високоризичен, кој е кај нискоризичен, типизацијата мора да се направи. Што значи тие новите што се уваат? Тие се како да ги карактеризираме како ниски или како високоризичен? Тоа дали е вирусот високоризичен или нискоризичен, ние одредуваат со оглед на тоа дека ние праќаме примерок во молекуларни лаборатории за молекуларна биологија. Ние добиваме повратна информација од нив за каков тип на вирус работи. Ние го праќаме примерокот, тие ни го праќаат резултатот. Во зависност од нивниот резултат, ние понатаму и кај нискоризичните и кај високоризичните третманот во однос на имуностимулативна терапија или имунодавање на имуномодулатори е идентична. Затоа што значи секогаш јакнењето на имуниот систем е она што може само да помогне. Така да начинот на лекување е ист. Без разлика. Начинот на следење од страна на гинеколозите е поинаков. Затоа ние како гинеколози мораме да имаме информацијата во однос дали пациентката има нискоризичен или високоризичен. За да знаеме нашиот пристап каков да биде кон целата ситуација. Тоа не значи ништо на пациентката. Значи колку што можев да разберам, за ХПВ вирусот е многу важен имунитетот. Токму така. И секоја пациентка или секоја жена да редовно да оди на оние ПАП тестови и нели се што треба да се консултира со својот матичен гинеколог. Накој само би сакала сепак да кажеме и за ракот на грлото на матката. Овие што се случува промени доколку не се фатат, пошто имаме ние пациентки, имаме пациентки кои што не се явуваат на гинеколог, ќе се појават во крајен стадиум, односно кога ќе се појави карциномот, затоа што може би се појавило некој крварење, некаква болка, нелагодност, мирис. Значи она ќе се појави на гинеколог. Карциномот понекогаш може да биде видлив и со голо око. Оно е секогаш се прави биопсија сега ако ептен се гледа, меѓутоа сепак по протокол мораме да ја имаме ние таа керетажа и биопсија. Значи ако веќе се дијагностицира дека постои карцином, се гледа прво во кој стадиум е карциномот, дали е операбилен или не. Доколку може да се направи операција, тогаш се прави хистеректомија, зависно од тоа колку е раширен. Значи, постојат повеќе варијанти, дали би биле тоа само хистеректомија, дали би била хистеректомија комбинирана со лимфаденектомија, или пак она широко позната Вертхаим операција. Така, значи се вади се вади цирвиксот, се вади матката, се вадат и лимфните јазли во зависност колку е тоа проширено. Се прави магнет за да се знае целосно каде е проширено што е. Лимфаденектомијата исклучиво се прави значи со цел да се направи стейджинг, за да се знае понатаму со пациентката што ќе се случува, пошто не е само да се направи операцијата, туку би требало да се направи после тоа може да следува и радиотерапија или пак хемотерапија. Така да заради тоа стейджирање мора да се направи лимфаденектомија. Бидејќи на некој начин кажавме дека горе-доле нели сите го имаме овој ХПВ вирус, па би сакала вака да ни кажете
каква би била превенцијата? Ајде да започнеме први од најмалата популација, па се до повозрасната. Што треба и како да постапуваме за да некако го превенираме или пак да го одржиме имунитетот за да ХПВ вирусот не ни направи проблем? Младата популација, значи популација која што не е сексуално активна, генерално е безбедна. Така. Со започнување на сексуална активност, кондомот мора да биде присутен, без разлика колку тоа... Дали штити? Може ли некако на друг начин да се пренесе? Претходно споменавме, значи генерално кондомот е golden rule, значи тој мора да се користи и тој штити. Може некаде 90 до 95%. Не е сигурно 90 до 95%, што не е така малку, значи тоа е огромен процент, кондомот штити. Сепак ги оставаме тие 5%, затоа што може би дошло до инфекција по некој друг пат. Меѓутоа, при користење, значи при сексуални односи, кондомот мора да се користи, затоа што не само од ХПВ, туку штити и од еден друг голем, широк диапазон на инфекции. Понатаму, здрава храна, исхраната мора да биде балансирана, сонот мора да биде да се знае точно на време да се легнува, да се исполнат оние 8 часа ноќе, ноќе заради оние процеси, нормални хормонални процеси да функционираат. Стресот колку што може да се сведе, да се избегнува. Јас гледам се почесто и млади особи кои што се под стрес, дали затоа што на факултет имале испити, па треба значи сесии, сите тие работи или пак почнале на ново работно место. Стресот мора да се сведе на минимум. Пушењето исто како фактор. Генерално тоа би било, тие би биле насоките. Така, значи да си го чуваме имунитетот, да јадеме здрава храна, впрочем како и за сите други заболувања кои што секогаш делиме совети, значи да се грижиме за своето здравје, што помалку стрес, што повеќе свежа здрава храна и секако да го одржуваме имунитетот на високо ниво за да ХПВ вирусот не ни направи проблем. Доктор Наташа, ти благодарам за денес. Се надевам дека се тоа што го говоревме за темата ХПВ, секогаш е добре дојдено да се каже, за нашите гледачи сепак да имаат на ум како треба да се однесуваат во однос на посебно жените, за да се грижат за своето здравје и секако редовно додат на гинеколог и да го прават оној пап тест кој што треба барем еднаш во годината, ако не повеќе. Ти благодарам за денес. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам за денес. Се надевам дека сите овие информации кои што ги доставивме беа корисни за вас. Со нова тема и нов доктор во студиото веќе во понеделник во 17:10, а вие дотогаш имајте убаво расположение и бидете во добро здравје.